Значи, има една изрека каквато пеполот не се бъдеш по-плъчни с добри намери. И пропушвам своята град обреки и Соня, затоа што не можем да твърдиме дека колегите от ВМРО не намер аменски сакаат дел ова изсловет да се претвори во партиски инструмент. Меѓутоа, механизмите кои што се користе за избор на членовите на овој совет на крајот го претворат. Ако погледнеме структурата на советот, ќе видиме дека 90% се или млади луѓе кои што се вписале во ВМРО или членови на ВМРО. И со самото тоа не можеме да зборуваме дека нема одредено ниво на партизација во неговиот состав. Она што се навета како лајтмотив на оваа цела наша расправа во време е дека опозицијата од страна ВМРО не беше представена како на една полешко потребен израз хейтери, вие од власта сте автористи, луѓе кои што имате само добри намери, сакате се најдобро за општина Битола, се најдобро за младите во општина Битола, сте малку и припадници ке станете на Хари Кришна, толку сте заложени да подобрите состојбата на младите, без воопшто да водите сметка за политизацијата на младите. Дури тврдите дека политизација еве и во вашите семејства, меѓутоа и во нашите семејства или младите немат. Ретко кои од младите се интересира за политика. Дали е тоа така, не знам, меѓутоа она што го кажате дека младите си го креираат патот и животот понатаму, треба да им дозволите тоа да го прават. Баш таа изјава ме плаши, да кажем право. Зашто ние вака како што го дозволуваме на овој начин да го креираат патот и животот понатаму, тие го креираат, ама не го Република Македонија. Значи не можеме да ги затворим очите, дека иселувањето и тоа да го оправдуваме со разните фрази дека иселувањето е глобален процес и дека не знам колку бугари или романци се иселиле од Англија, не знам колку заминале во Соединетите американски држави и дека е тоа нешто што едноставно иселување на работната сила. Миграција на работната сила. Не е таков случај денес. Кај нас буквално сиромаштијата и безперспективноста пред се ги тера младите да си селат од нашата земја. Исто така би сакал да ја напоменам изјавата на Јовица, каде што како крунски доказ го употреби тврдењето дека досега Советот немал политички стави. Истина. Советот млади досега немаше пристрасни политички стави. И затоа што не можеме да сме само политички стави, како затоа се и политика. Се разбереме дори предлозите за велосипедска патика и така натаму. И да пристрасни политички стави да вистина немаме. Она што јас се плашам, дека намената за формирањето на Советот беше баш тоа. Дали е случајно што овој Совет во општина Битола се формираше баш во периодот кога најактивни студентски се формира во ноември на Хартија, во ноември 2014 година, точно во периодот кога тие два форуми беа најактивни. И дали е случајно што во еден период на меѓувитисување активностите на овој Совет беа исклучиво наменети, ајде да не речам, кон комуналната, меѓутоа кон локалната сфера на живење. Воопшто не се интересираше за тие проблеми кои што исто Каса пописна да ги спомна, во тој момент беа актуелни за младите, како што беа екстатно протестирање. Исклучиво се фокусираше на локалните. И Совет е завршен. Она што мислам дека е дефинитивно доказ дека се работеше за
самата идеја беше така замислена да добие партиски предзнак е начинот на избор. Затоа што ние тогаш се сеќавам дадовме еден друг предлог како би се избирале членовите на Нови Сод. Дадовме предлог да одат преку Младинскиот парламент, односно невладините организации кои што составуваат мнозинство во Младинскиот парламент да го вршат изборот на члена. Тој наш предлог беше одбит. И се јавно го поставувам прашањето зошто. Зошто не би одделен на таков избор на членове на Младинскиот совет. И на тој начин да ги тркнеме апсолутно сите сомнежи за неговата партизација. Ние во Република Македонија сме си изнагледале совети, функции, кои што по правило треба да се неутрални, неопределени, на крај немаат ни Н од неутралност. Типичен пример е МРТВ. Сите знаеме и сите викаат дека МРТВ треба да биде неутрална. Тој власта тврди, е неутрална. И како е неутрална? Ја избира Совет МРТВ, кој што го избира парламентот. И на крај што добиваме како производ? Добиваме МРТВ таква каква што е. Наклонета кон ставовите на власт. Истото се случува со се што е избрано од политичките дела и органи. И така ќе биде. Се додека не се направи прогрес во таа сфера, се додека нешто во таа сфера не се смени, вака ќе. Благодарам. Благодарам. Горан Козаров.